Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, новиот извештај, вториот извештај на ПРИБЕ, на експертската група за владењето на правото во Македонија, повторно ги реактуализира сите оние прашања кои беа поставени уште во првиот извештај. И сето тоа доаѓа, професоре Фрчковски, во време кога во Македонија веќе или и се подготвува реформа во правосудниот систем. Тоа е и направено во оној извештај на групата која ги подготвува тие реформи, а исто така сега се зборува и за потребата за едни три генерални правци во кои ќе се оди. Премиерот Заев ја спомна амнестијата, се зборува за поништување на лустрацијата и за отварање на политички монтираните случаи. Ова е еден целосен пакет. Знаете, ствари, промената оди на три нивоа, ама по инакви три нивоа. Едно е оваа голема споровозечка реформа на, да речеме, институциите, која е опишана на некој начин во овој стратешки извештај што го усвоивме. Уствари, него го работеше една работна група по Министерството на правда, а ревизија беше овој советот за реформи во правосудството и тоа оди на влада. Тоа е 5 годишен план за суштествени реформи. Меѓутоа, ние заклучивме дека нас ни треба перјаница, нас ни требаат неколку закона кои ќе направат разлика, дискрепанца, односно дистанца од претходниот режим на драматичен, символичен начин, не вака мирно одење во реформи и кои ќе означат дека се работи за дисконтинуитет меѓу режимите, посебно после владење на авторитарен режим со толку неправда во правосудството или преку правосудството. И се договоривме да има три такви закона кои таквата линија ќе ја повлечат. Тоа е законот за општа или генерална амнестија. Таму има некои детали околу, пошто тој закон се уште е во нацрт, не знам дали е битно да зборуваме во детали, само ќе ви нафрлам неколку точки, се вратиме на него. Потоа еден покомплициран закон, а може би е и поважен од символичен аспект. Тоа е, условно да го наречам, закон за воредна обнова на постапките во оние судски случаи кај што има сторено веројатно големи груби кршења на процедурата на доделување правда и на фер судење генерално. Тоа е кршење правата по сетоа палета, и процедурални, и суштествени, и граѓански права, и човекови права и така натака. Тоа е една листа, не знаеме во овој момент колку е, од 30-тина веројатно крупни случаи или 50-тина, да треба да се види таа листа. Ќе ви кажам што е проблемот околу тоа, ако постои проблем, повеќе постои предизвик да се реши. Меѓутоа е важно затоа што тој треба да додели правда во ситуациите кога тоа е драстично одрекувано или се монтирани процесите. И е многу важно, бидејќи новиот почеток на општеството, ние сме на некој начин нов почеток, не може да почне без елемент на правда, на ознака на правда во почетокот на системот. И тука мислам дека се сложивме скоро 100% во комисијата, иако е законот комплициран, ќе зборуваме за него од кои причини. Трето е можеби најнеспорно и најлесно поминато е поништување на лустрацијата. Значи не укинување, таа е укината веќе, престанете законот, туку поништување во правото тоа значи да се претпостави како да не постоела со сите консеквенции. Што значи да сите што се оштетени имаат право на оштета во некаков процес после тоа поништување. Тоа се трите закони кои ние постигнавме, мислам, целосен консензус. И сега едниот е, амнестијата е, мислам, изработен. Ја имав прилика да видам заедно со Гордан една верзија, нешто коригиравме во неа. Тамо таа е прилично генерална, процентот на намалување на казната на тие што лежат веќе во затвор ќе оставиме владата одлучите од 30 до 50%, како одлучено од целината на казната. Има некои дела кои се од амнестијата исклучени, како што се, да речеме, доживотната робија, осудени на доживотен затвор, меѓународни кривични дела за меѓународни злосторства, класично тие не се амнестираат, убиство, сурово убиство по член 125 месечниот кривичниот закон и полов напад врз дете, педофилскиот крим. Тие 4 се надвор од тоа, на другото све се однесува тоа процентуално намалување на казната, таа прилично општа
И мислам дека е тоа во некоја завршна фаза, а треба да одлучат политички кога, може би пред изборите ќе излезе тој закон. И она што беше важно при почетокот, интересно е тоа кај реформите, кај овој закон, кај овој папир, хартија околу стратешките реформи. Ние заклучивме дека многу е важно да диагностицирате што е проблемот на вашиот колапс на судството и колапс на правдата. Кај нас не се проблеми нормативните закони или нормативните стандарди. Тие се 90% усвоени и тие се европски. Од медии па до кривичните закони. Вие кои ќе видите, вие всушност имате малку забелешки на ниво основа суштински. Тоа е све нешто прифатено, испеглано, направено. Не е тамо проблемот. И ако ви излаже да тргнете дека сега треба да правиме суштествени реформи на законите, и тоа све ќе промени, уствари ќе влезете у игрална која ќе ви ги строши енергијата и нема да постигне ефект. Кај нас проблемот е у тоа што било кој стандарден закон усвоен е заобиколен со една неформална мрежа на партиско влијание во судството. Значи, они може да усвојат најдобар закон, шведски, и да го заобиколат со партиско влијание, да го направат резил судството. Пример е Републичкиот судски совет. Он еднаш, два пати, три пати изменет. Сите три промени се со стандарди. Едниот ќе го најдете у Франција, другиот ќе го најдете у Белгија, третиот све е по стандард направено. Последниот е најлош. Тоа уопште не зависи од стандардот како сте го направиле со законот. Тоа зависи од мрежата на партиско влијание, неформална, која е воспоставена, институцијата е корумпирана. Сега таа служи како основен бранител на мафијата од минатата власт. Повеќе него нивниот извршен комитет ваѓа. Тоа е тромб кој ја блокира можноста да се додели правда. И ако забележавте, значи прво тоа многу важно го констатиравме, што е проблемот кај нас. И во папирот ќе видите реформите се 10-15%, не се значајни. Мониторингот како ќе се остварат и да се спречи партиско идно влијание е уствари главната работа. И таа мора да се работи заедно со странците, не сами. Да, тоа се предупредува и во извештајот на гледате, таа реченица од Прибе е многу интересна. Една партиска структура да не се замени, или една партизација, сега да не се замени со форија на друга. Една држава со друга. Со друга. Тоа е токму на тоа. Токму на тој акцент, дека сега реформата како може да се изведе. Многу интересно е методот кој ве фрла во искушение стравично, каде е најглавната замка. За да можете да ги измените институциите, тие се заштитени како бели мечки. Значи Републичкиот судски совет, судството, судиите, не можете да допрете до нив во правно-институционален начин. Не можете. И целата реформа ќе пропадне, вие ќе повлечете одговорност за немање сила за реформирање, системот ќе пропадне практично и надежите на луѓето ќе ги изгорите. Што мора да направите? Практично целиот процес од пржино до овој сега што ќе биде изведен е силно политички процес. А тоа е мач со две острела. Вие користите политика, она против која утре сакате да спречите влијание, а ја користите сега и тоа ја користите масовно, жестоко. Договорот е меѓу политичките партии. Да. Акциите што ќе ги правите сега се сите јака политизација. Тоа се промена на закони, Републичкиот судски совет го менувате со закон, за да потоа кажете, пошто ние не сме експерти на минатата власт, која да им речете крокодилот лета, им ќе речат лета, али ниско евентуално. Не знаеме што се случува. И расправата во Советот беше ова во правото може да се покрие само со едно објаснување, дека воредни ситуации бараат воредни мерки. Да. Но тоа мора да останат тука и толку. Веднаш после тоа, после месец дена, од тие смени на институциите, вие мора да пристапите кон нови закони кои ќе бидат стандарди кај Републичкиот судски совет и кај изборот, за да може да се вратите во нормала. Тоа мора заедно со странците да го направите. Не партиите, па дури не овие на власт да останат сами во тоа. Бидејќи ќе имаат коментар. Имавте ваши судии, сега судиите се наши. И тој коментар не можете да го избегнете. Стално ќе ви го враќаат, тоа се сега ваши судии. Да, или ваши сос. Вие тоа мора да го спречите. А тоа може да го спречите само ако во процесите на избор вовлечете странски елемент кој може да процени да даде неутрална оцена, дека овие стандарди се окей, дека ова е тоа што го бараме како критериуми за избор и така натака. Тој елемент, тоа е
улогата на Европската Унија сега. Сега во овој момент таа мора да асистира заедно со власта, не затоа што е власта не зна или е слаба, него затоа што мора тоа клатно од една партизација во друга да запре. Некој мора како неутрална сила да рече дека овие стандарди сега што ги направиме се окей и тие треба да продолжат на долг рок Како да останат. механизам на контрол. И како механизам на контрола и како механизам на стандард на избор, тие треба да бидат вовлечени. Да. Тоа е сега многу важна улога како ќе одиграте тоа танго во тројца. Ние ли од друга страна невладниот сектор, опозицијата и од друга страна странците кои се. Добро, ќе влеземе во поединечни детали понатаму. Господине Цветанов, јас верувам дека вас ве интересираат сите овие реформи, но дека најмногу она ревизија на случаите за кои се зборуваше дека се политички мотивирани во минатото, случаи во кои бевте и вие инволвиран и верувам дека комитетот кој што ги представува правата на граѓаните најмногу се залага на ова поле. Пред се благодарност за поканата и сакам од мое лично име, но и од име на сите жртви на правосудниот систем да изразиме огромна јавна благодарност и до професорот Фрчковски и до сите членови на Советот и до владата на Република Македонија кои што имаат слух и желба и се зафатија со решавање на едно од најгорливите и најболните прашања во македонската историја која што е во последниве, ајде да речеме, независноста до денес. Република Македонија претрпе сериозни штети последните 10 години, беше жртва на авторитарен режим и беа направени сериозни штети. Нас не интересираат сите овие три работи. Во делот за амнестија не интересира и како, бидејќи секојдневно сме на линија и контактираме со луѓето кои што се во Идризово. И она кое што можем да го кажам врз база на направените експертски анализи на одредени предмети. А до сега имаме направено 10 експертски анализи за 10 предмети од организиран криминал. Може најодговорно да кажам дека во ниту еден предмет не е пронајдено дека поминал како што треба. Односно дека не се направени пропусти и на процесното право и на материјалното право. Значи, буквално луѓето биле судени без докази, со флагрантни кршења на постапките, неприфаќање на сведоци. Значи, она што се случувало, не само во случајот Шпиун, кај што бев лично инволвиран, туку и во огромен број случаи е страшна работа. Следна работа која што паѓа во очи е изречените казни. Ако диапазонот на казните од 1 до 10 години, да речеме, во најчест број случаи се давани казни од 8 години, 9 години, 10 години, максималното, што е спротивно на правото. Не сум правник, но она кој што и експертите го кажале. Значи, се одело со варијантата да се осакатат луѓето, да им се уништат животите, а не да доколку некој да сгрешил, иако нема докази во голем број случаи дека сгрешиле, се избегнувал моментот да се оди на варијантата позитивно да се влие во делот на изрекување на казната. Така да и амнестијата е како важна и неопходна, но таа е само првиот момент да се ублажи оној удар, затоа што на тој начин ќе се растерети теретот во затворот Идризово и во другите затвори кои што се пренатрупани, условите се лоши, и тоа е првиот момент што е најважно на намалување на правдата, односно на степенот на неправда привремено. Враќање на правдата во одреден степен. Луѓето да излезат барем надвор, да се нормализираат колку можат во општеството, да се видат со своите семејства, оние кои што останале живи, бидејќи има огромен број на смртни случаи, кои што умреле од мака и од неправди и така натаму. А најголем број од луѓето кои што се во затвори бараат повторување на судските постапки, бидејќи нивниот став е бараме правда, а не милост. Така да и како сме заинтересирани за овие два столба, а и во делот за илустрацијата исто така даваме максимална подршка затоа што знаеме дека тоа беше користено за политички одмазди, како што слушнавме во самите бомби, дека се нарачуваше илустрација за пресметка со политички неистомисленици. Така да се тоа кое што се прави е неопходно и огромен поздрав за целата подршка, разбирање се тоа на кое што се прави за да се врати правдата во државата. Да. Професоре, вие самиот кажавте дека еден од главните предизвици ќе биде кај овие отварање на случаите каде што имало прекршувања е да се одредат критериуми кои ќе имаат насоки кои случаи во кои имало прекршувања, кои се политички монтирани случаи, како ќе се одреди, бидејќи претпоставувам дека сега си дека се јават, дека се такви
Сите нормално тврда дека се невини, еве има такви повици дури и за случајот во Диво населје. Значи прилично една чувствителна работа. Тој закон е, велам, комплициран од процесна смисла, меѓутоа не мислам дека е нерешлив. Прво треба да се првата расправа, онаа блиц расправа која имавме, е да се направи нова основа за таа обнова на постапки, да не се повикува на постојниот процесен закон кој има своји лимити, граници. Значи, овој закон кој би го дизајнирале би бил нова основа за таа воредна обнова на постапките. Потоа, втор проблем е кој ќе утврди дека е сторено веројатно кршење грубо кршење на фер судењето и можноста за доделување на правда. На судот, ако се остави, тие се инволвирани во тоа и може да бидат заинтересирани. Во парламент, дали да се формира комисија за тоа, повторно може да биде блокирана или барем жестоко расправана од актерите во парламентот кои ги мотивирале овој случај. Трета опција е во Министерството за правда. Но во секој случај, структурата на комисијата мора да биде составена од експерти од надвор, од лица од стручната област, па и од работени од експерти, односно оние кои се стручни лица во правда. Значи, они мора да направат една проценка по кои критериуми ќе се избори таа бројка, бидејќи е многу важно законот да биде одржлив, да го издржиме, да го завршиме, да ја завршиме работата во основа, за која ни е намера, да не се обремени со огромен број постапки, се заглави, што ќе биде можда и една тајна зла намера на предлагачите на многу демократско отварање, на огромен број постапки, тие се заглават и потоа се компрометира процесот, да се каже, ова не може, за џабе се обидувате. Значи, мора да биде закон кој ќе заврши работа. Тамо мора да бидат 20-30 клучни случаи. Веќе се шират по мрежите, луѓето знаат, тоа се 20 на 30 случаи, од кои 5-6 се фамозни, познати, политички, некои се во рапортите на Европската унија споменати, а има други кои се вака помалку под наводници популарни за експлоатација, но се исто така жестоко неправедни. Значи, таа бројка е многу важно кој ќе определи, ние ги знаеме, али пак треба некаков критериум да се создаде, и затоа ќе расправаме во комисијата понатака. И потоа, последиците од тоа. Интересно беше тоа, емотивно така набиено со енергија, тоа среќавање пред некој ден со нив, кога се гледа дека луѓето разбираат практично што сакаат, не тачно знаат што сакаат, не сакаат правда, не сакаат милост, обнова на постапките. Нив им тежи начинот на кој се судени, тоа кршење на човековите права пред државата кои сте немокни, и повлекувањето сега на целата реперкусија на тоа трпење на фамилиите, они велат никогаш нашите фамилии ние нема да бидеме исти после оваа неправда. Но гледајте каква енергија има желбата за правда. Дури тоа се луѓе кои ги издржале казните, некои од нив. Издржале. Нив им е потребно да бидат судени, не влегуваат во процес. Тој процес може да биде, не мора да го ослободат, може да речат поблага казна или да го преквалификуваат делот, може да се случи се нешто во процес на обнова на постапката. Они сакаат право, они сакаат да се соочат, например, со лажните сведоци или наместените, така наречени заштитени сведоци. Или незаконското слушање од мерките кои се користени, сакаат да се соочат со правда. И тоа е една енергија која не сме да биде подценета. На неа постои, на неа стои општеството, на крајот консензусот внатре во граѓанството стои на тој елемент дали во оваа држава е возможна правда. На тој одговор мора да одговорите сега. Многу важно. Значи, токму за тоа прашање, кога претходната власт, кога го направи оној фамозен музеј на ВМРО и на жртвите на комунизмот, имаше уште тогаш некои изјави дека еден ден ќе треба да се направи музеј на жртвите на груевизмот, нели? И сега сите овие реформи некако водат кон една целосна ревизија на сето тоа што се случувало во изминатите 10 години. И се е тоа фино со чувството за правда, со правдата за оние кои биле жртви на сето тоа, но се наметнува едно прашање кое лебди во јавноста, што е со организаторите, што е со нарачителите, што е со оние кои го оформиле тој систем. Значи, ќе допрели некогаш правдата до нив? Тоа е прашање на место. После ова виктимолошка, да речем условно, вовед, односно вовед од аспектот на жртвите, кој е примарен,
треба да се насочите кон сторителите. И тука извештајот на Прибе, ќе почнам со него, е по мој вкус исклучително прецизен и остар, како што треба. Нашите до денеска, ако забележите во wordingот, во начинот на изразување, не можеа да кажат судење на суди. Највеќе што завршуваа до смена на судиите. Кои се проблем и кои правила. Они не го изречуваат дека тие судии мора да се соочат со правда, мора да ги судат нив, мора да имаат кривични пријави. Од, условно да кажам сега, бившиот председател на КЕЦ до Врховниот суд. Зашто не? Мора да направат лист на оние кои направиле кривични дела и кои оневозможеле или обструирале правдата. Независно што биле во позиција најтешка и најболна да ја спроведуваат истата. За нив треба поостри критериуми, не поблаги критериуми. Тие биле должни да и тие највеќе изневериле. И во таа смисла, дека треба да се судат и да им се забрани понатака, тоа е последица, но треба да се судат судиите. Е многу важен поттик кој овој извештај го дава. И ја мислам дека осем судењето на мафијата, а тоа е судење на постапките кои се ја ги води, после веројатно локалните избори, таа промена во Републичкиот судски совет и избор на нов состав на советот, тој веројатно ќе смени после тоа за очекување едно 10-20 суди кои се третираат како најкорумпирани, директно партизирани на основа на нивната нестојчност и партизираност во работата. Веројатно нема да се оди на никаков поширок генерален реизбор, туку па и тој го вели дека такво нешто е многу тешко во парламентот да се изведе, но смената на едно 20 на суди, галичаните викаат, измежува реакција се тури дебор. И после тоа целиот систем као брана да пука. Во таа смисла, после тоа процесите за на СЈО против мафијата која го доведе овој, го испланира овој монструозен план овие 10 години, ја мислам интензивно судење и они ќе завршат, иако има сомне, знаете, македонците стално, прво не веруваа дека ова власт ќе падне, па падна. Потоа се не веруваа дека овие ќе искочат на судење. Нив ќе ги судат и они ќе одат во затвор. Јас сум убеден на тоа. И во таа смисла тој процес ќе почне веројатно после смената во Републичкиот судски совет забрзано, а тоа е крајот на овој почеток на другата година. Тоа е мојата мислење. Цветанов, се враќаме повторно на оној еден емотивен момент. Ви самиот, како што кажавте, бевте дел од случајот шпион, самиот бевте апсен, преведуван со оние фамозни маскирани специјалци во што е дел од сите оние низа на такви постапки кои ги гледавме, оние спектакуларни апсења, влегување среде ноќ, тотално несразмерно, значи непотребно, така беа апсени десетици луѓе. Кажете ми, може ли да се плати тој психички шок, тие психички трауми ваши, на вашите деца, на вашите семејства, кога влегуваат маскирани полицајци, ве носат во непознат правец и никој не знае каде одите? И зошто? Видите, вака нема начин како да биде надоместена таа штета, но она што е главното за кое што се бориме, барем да излезе вистината на виделина и да излезе правдата. Тие моменти се згрозувачки од моментот на тропање на полицијата во 5:15 на врата, влегување дома десетина специјалци маскирани со фантомки, калашникови и така натаму. Значи, солзите на мојата сопруга која што спиеше до мене и сите тие шокови кои што се случија нема се вратат. Исто така, значи, само да направиме споредба, мала анегдота, јас у 3 саат попладнето у полициска станица побарав адвокат, бидејќи не ми требаше претходно, го имав известено, и вело, добро, зашто нели сме коректни до сега, адвокат? Велам да ми каже зашто сум уапсен. Како се вика акцијата, сигурно сите медиуми бројат, сите портали бројат. Јас не знам, јас сум само разбрав дека сум за злосторничко здружување, не знам со кого сум у оваа акција, зашто сум, како сум, појма немам. Излегува да се консултираат, да прашаат за да се вратат и да ми кажат дека акцијата се кажува шпион. И ми кажуваат 5-6 имиња што прв пат ги слушам. Велам, да сте некоја грешка. Помина таа траума, си бев подготвен психички, знаев дека следи притвор, во тој период се апсеше, се живо башка имав и некои најави дека ќе ме снајде у било која група. Но моментите, верувајте, моментите на одење на судење биле
значи моментите кога не вразуваат со лисици, не носат на судење, биле моменти на радост. Да излезеш од тоа дувло, да видиш сонце. Без разлика што нас не носеа со полициска придружба како сега што ги носат диво населје, со хеликоптери, специјалци и така натаму, еве сите сме излезени од шпион, па не сме направиле никакво кривично дело, ни прекршок немам чуено дека некој направил, но бевме третирани како најголемите злосторници во оваа држава. Траумите, значи, ајде јас бев 13 месеци, но луѓе останаа 30 и кусур месеци. Имаме ситуации на смртни случаи внатре. Имаше еден случај со некој момче од Чаир за дистрибуирање на 2 грама хероин, го бегал од Алфите, со скршен врат го донесува во притвор. Одинајат, пошто им бегал. Го држеа инвалид, значи прво ги скршија човековите права на двајцата што го донесува во соба и требаше да му менуваат памперси. На човекот да чуваат инвалид внатре. Следно, човекот почина после 35 дена. Значи, и направија некои финти, демек при транспорт за Идризово починала, сите знаеме дека почина во притвор, во нехумани услови. Или има еден случај со во случајот Калдрама апсат жена и ја носат во Битола, каде што нема женско одделение. Жената лежи и незините зборови беа, скоро имав една средба со случајот Калдрама, вели, бев најсрекна кој ќе се паднеше на смена еден командир кој ќе прашаше дали ми дале 2 флаши со топла вода, затоа што надвор беше минус 28, а немаше парно. И бев најсрекна на светот кој ќе ми даде 2 флаши топла вода да ги ставам под постела да се стоплам. Жената во моменти на туширање сама, бидејќи таму нема командирки, женски полицајци и така натаму, се онесвестува од ладното, паѓа и крши колк. Ја носат на операција и потоа лекарски конзилиум потпишува дека треба да оди на рехабилитација заради компликации со операцијата. Судијата се смее на судењето и вели што сакате, вие криминалците из СПА центри да добиете, не може. Има потресни судбини, значи Зоран Костадиновски од нашиот случај беше апсен од дома со лекарска дијагноза тумор на мозок, со операција, па човекот почина после неколку месеци, го малтретираат притвор. Джевдет Хоџа од Милка лежеше 30 и кусур месеци без никакви докази. Човек на 33 години човекот почина после притвор, излезе од притвор, се видовме 2 пати. После 3 месеца човекот од ослабнат имунитет почина од срце. Значи во Идризово само годинава од лоши услови починаа 4-5 лица досега колку што знам. Значи смртноста во притворите е страшен проблем, во затворите исто така е страшен проблем. Смртните последици во случајот детонатор. 3 најблиски членови на семејство се починати до сега. Збориме татковци и мајки на луѓе кои што се осудени од мака, затоа што тој жик. Сега ајде се смени малку, се олабави општеството, друга е климата. Дали знаете дека луѓе бегале од другата страна на улицата додека бев у притвор да се поздрават со моите родители или со мојата сопруга? Добар ден немало. Луѓе се плашеле и не е за замерка на луѓето. Беше момент на терор. Дали знаете дека кога влегов во притвор наоѓам луѓе за мигранти, тогаш беше најмодерно. Значи, луѓе по 13-14 месеци велам зашто си тука, вика не знам. После 6 месеци седум дознав зашто сум. Имаше случаи каде што едно момче од Куманово кој што било на гости у Струмица, како патник влетало во такси и заглави со мигранти. Демек било групата и доби казна 4,5 години затвор. Значи беше време на лудило. И едно што морам да потенцирам и да го имаат и на ум почитуваните експерти. Најзлоупотребувано кривично дело во Македонија е злосторничко здружување. Тука е приказнато. Во сите дела за да има поголем циркус, поголема атракција. Реално ако 3-4 биле и направиле нешто, они правеа 10 души, 15. Има парадокси на самите судења каде што одредени луѓе признаваат, велат да, јас тој го направивме тоа, но овие луѓе немаат врска. И одговорот од судот е, не вика, вие сакате да ги покриете и они биле со вас. Без ништо, без никакви докази, само се покријат. Значи, уништени се премногу судби. Уништени се, значи, еве, пак да се вратиме на детонатор. Луѓето се осудени за обид за убиство на лице кое што е живо, здраво и право и обезбедување до ден денес на Сашо Мијалков. 100 години затвор се вкупно осудени сите од случајот детонатор и има плюс 1 или 2 доживотни казни затвор. Ова го нема, не знам, значи страшна работа. Да, за обид за убиство. Професоре, и самиот прибе вели дека една заробена држава не треба да се смени со друга. Тука има доста некои назнаки дека некои злоупотреби не треба да продолжат, дека и новата власт треба прилично да внимава. Но тука се чини дека со овие крупни реформи, кои вие ги опишувате вака драматично, вака суштински, вака длабоко, ќе треба реално
оваа власт да се замери со еден прилично голем дел во општеството или во тие подземни структури. Мислите ли дека ќе имаат храброст да го иструкаат сето тоа до крај? Не, ја немам таков впечаток. Ја мислам дека судирот со метастазите на претходната власт, тоа да, во судството, пред се во државната администрација делумно, меѓутоа не на друго место, а судирот со нив е неопходен, ја мислам тој се одвива. Не се одвива доволно брзо, тоа е точно, меѓутоа се одвива и ќе заврши со нивен пораз, со нивно растурање. Јас се надевам дека, како што вели извештајот Прибе, дека тоа ќе заврши со судење на делот нив, а не само со разрешување. Сега тоа е еден, немам сомнеш дека тука не постои некаков страф и едноставно постои нешто што се нарекува околности на локални избори, па одлагање, не може тоа све да се води во едно темпо во кое Добро, во посакува. Македонија досега беше оној мотив дека нели се менуваат властите, никому не фали влакно од коса и така натаму. Па ја мислам дека тука ќе има разлика сега, стварно ќе има разлика, има и енергија за разлика, има и многу жртви околу кои нема да дозволат. Ја мислам да таа линија на некој начин запре на доделување на правда, но ќе повторам, многу е интересен тој момент на политизација на приказната. Сега политиката од еден друг вид, еманципирана, одговорна, либерална, демократска, што и да е, се зафаќа со проект кој има две етапи. Едниот е итен, етаблирачки, и другиот е подолгорачен. Во итниот етаблирачки политиката е и премногу присутна во промената и другачи поинаку не може. Не можете да ги изведете, да ги растресете тие институции без таков, германците викаат Zeitungsprung, удар од страна, преку промена на закон. Сега, ќе се види многу лесно тоа. Тоа е многу лесно, на начинот на кој, на пример, ако не се усвои извештајот на некој орган, органот колективно поднесе оставка, вие го симнувате целиот состав. Добре, тоа можете секоја година да го правите со тој орган. Значи, тоа не е стандард. Тоа е вонредна ситуација. Скоро за еднократна употреба. Понатака мора да го вратите законот. И сега гледајте, за тоа враќање вас ви треба политичка одговорност, визија и само контрола. Ве мора, за разлика од претходната, од било која политичка елита, во ситуација која имате моќта, кога моќта ја користите на ефективно за промена, да речете се воздржите, да речете видите ова заврши сега, од утре правиме нов закон и ги повлекуваме нашите позиции. Не, тоа е голема одговорност. Тоа е многу важна работа. На тоа треба акцент да има јавноста и меѓународната заедница заедно. Затоа треба од почетокот тие работи всушност заедно со нив да ги правиме. Свесни дека сладка е и моќна таа приказна. Може да ви тргне, видите како овие биле послушни за една година, чека ова малку да потрае. И веќе влагате у тој циклус на злоупотреба. Значи злоупотребата демне веднаш после со ова големо количество на политичка енергија која се користи за промена на институциите и на нивно ново етаблирање на почеток. Морате да имате контрола на тоа. И тоа ќе биде најзначајниот момент кој од сега натака ќе биде за нас важен на изложеност кон јавноста и кон меѓународната заедница околу како ќе изведеме оваа турбулентна фаза и потоа како ќе влеземе во нова нормализација. Враќање кон стандардите, повлекување на политиката и оставање овие институции да работат моќно сами. Значи тогаш ќе почнете да делите моќта со нив, што претходната власт воопшто не замислуваш кога треба со некој моќ да дели. Ве се имате независно судство кој ќе тргне тоа, кој ќе види дека може само, тоа е супер моќно. Знаете, можете политичарот што сака да прави. Ако судијата два пати го одбие, еднаш или два пати, што ќе прави? Тоа е сериозна моќ. Затоа е многу болно ако судијата е корумпиран на овој начин. И многу важно тој да ја држи својата позиција на моќ, независна. Тогаш сме ние сигурни со горе-долу сигурни со граѓанските права. Тоа е многу важна работа. Таа ќе биде пред нас токму во најголемото искушение кога имате моќта за креација на новите институции. Странците тоа го разбираат, дека тоа така мора да биде направено, но опомената ви ја пуштаат. Понатака немојте да продолжите. Во еден момент ќе треба назад да ја нормализирате состојбата и да тргнете по таа линија како што секој нормален свет трга. Тоа е многу важен елемент и процес. Да, доколку ние би го постигнале тој стандард на такво навистина независно судство,
ми се чини дека тоа би било всушност прв пат од осамостојувањето на Македонија, доколку ете да го постигнеме тој степен. Па веројатно прв пат на тој начин. Има некои промени кои се важни во таа стратегија наведуваат. Регрутацијата на судиите треба да биде поднормална, да нема монопол само академијата. Тогаш судиите стануваат суди со 27 години. Да речеме, сериозен човек или жена што работат како стручен соработник во судот 40 години не може да му конкурира на 27 годишен што поминал академија, што е абсурдно. Регрутацијата на судите мора да се отворија други професии, адвокати, професори, стакнати правници, тоа сега ќе се отвори со новите промени, така да може да се регрутира и нормално да се врати еден стандарден еснавски начин на избор внатре во судот. Нормално буџетот тоа све останува независен и така натака. Но после оваа прва турбуленција судот ќе стане место на сериозна мок и се надевам прв пат сериозно делење на правда. Ова искуство на судење на судиите ќе им помогне во таа колективна меморија на судството да не ја прават таа грешка. Да не подлегнуваат на тој притисок. Понекогаш тоа нив беа толку легнати што нив не им требаше ни телефон да се јаве, ни знаат како треба да пресудат. Ниеден случај против државата не може да се добие, граѓанин држава. Тоа све по дефолт се губеше. Да, но тоа навистина ќе биде предизвик. Па ќе биде сигурно. Судење на судии, особено за судијата кој ќе го води тој процес. Ќе биде предизвик, но ќе биде, ја мислам, неопходно. Неопходно. Да. Цветанов, вие и граѓаните кои велат дека се оштетени од сите овие судски процеси, доколку дојде до овие потребни реформи, што ќе правите? Ќе барате одштета, ќе барате некаква компензација за сите овие неправди за кои што зборувате? Материјалната одштета е последната работа на која што помислуваме. Главната и примерната работа. Да, но многу луѓе се инволвирани. Тоа е навистина една зборам огромна и маса. од име на поголем број луѓе. Да. Главното е она кое што сакаме да го видиме е доаѓање до правдата. Пред се за оние кои што се уште внатре во затвор, неправедно осудени, да излезат на слобода. Втората работа е она кој што го рече професорот. Сакаме да видиме оние кои што донеле до таа неправда да сносат одговорност. Судиите кои што биле слуги на еден режим и дали директно по нарачка или по некојаш, како што рече професорот, самите си знаеле и предпоставувале, суделе противзаконски и се главните виновници за урнисувањето на македонскиот правосуден систем мора да бидат соочени со лицето на правдата, за пример, за воиднина да се создадат услови за градење на едно нормално општество. Бидејќи, ако не видиме одговорност, се урнисуваат основите, фундаментите за градење на едно општество во иднина. Јас сум сведок, моите соборци се сведоци како судиите не земале во предвид купишта докази кои што биле нудени од наша страна во време на постапките. Сме се изнагледале на ситуации некогаш дури било и комично во судница. Обвинителството носи некој сведок, не го научиле убаво од УБК или од МВР како да ја каже целата ситуација, па ќе се збуни внатре, па апла се гледа дека ќе ги измеша сите ситуации и аргументи и факти. Од авион се гледа дека човекот лаже. И се подразбира дека тој човек е демаскиран. Но на крај во пресудата се зема сето она кое што го кажал тој, сведок за кој што во голем број ситуации сме се смееле во судница на целиот тој циркус што бил приреден од нивна страна. А од друга страна, кога биле предлагани сведоци од наша страна, да ги побијат тие монтировки, без никакво образложение биле одбивани. Или имаше една интересна ситуација, лично со мене, ја бев тој кој што бараше јавност во случајот шпион. Затоа што нас не масакрираа по медиумите на сите можни начини, барав јавност во делот на мојата одбрана да слушне јавност, да ја слушне мојата страна. По барање на обвинителката беше исклучена јавност, без разлика што јас лично преземав одговорност дека нема да кажам никаква класифицирана информација, дека гарантирам за мојата одбрана бидејќи пишувана дека не содржи класифицирани информации, таа рече дека ќе поставувала сензитивни прашања од класифициран карактер. Мојот одговор беше: добро, дајте ми можност да ја прочитам одбраната, нека види јавноста, после исклучете ги, па прашувајте ме до утре што сакате. Не, ми беше скршено едно такво човеково право, го кажам само како пример. Или имав понудено десетина сведоци со цел да дојдеме до правда, не ми беа прифати, не еден ми беше, за среќа, кај мене прифатија еден сведок, кај сообвинетите ниту еден. Во најголемиот број случаи,
не беа прифаќани сведоци. Имаме, значи, банални ситуации, и утре како тие суди да не се соочат со некаква одговорност, што е темата. Имаме ситуација во случај каде што апсат цариник кој што реално, значи, излоупотреба на пимерките. Значи, реално нарачува пријател од тето му се јавува и му нарачува 200 корена лут пипер и 800 блак пипер, тој се јавува кај земјоделецот и нарачува стварно. Го компромитира дека тоа било шифра за пакети цигари, човекот го заглавуваат у затвора, не ја даваат снимката кај што стварно се јавува кај земјоделец и нарачува и организира транспорт на пипер или патлиџени беше до Тетово. Значи, такви злоупотреби од судиите каде што прати селекција на доказите. Значи, тие прават свесна селекција со цел да ја завршат приказната која што некој полуписмен во МВР направил неквалитетна монтажа. Барем да правеа монтажи како што требаше и да не ни беше толку криво. Значи, се одеше на дилетантски, низок, мизерен, варварски начин доаѓање до пресуди по сила. Значи, врз база на сила. Тоа е интересно не се што обидува културно нешто да измонтира. Интересно е што дури и у таков правосуден систем доста од тие предмети паднаа, значи змиско око да се посетиме на сите тие, дека сите тие као предмети паднаа поради недостаток на докази. Ама, значи, еве сум бил сведок, сум слушнал кога се договараше како на пазар за змиско око еден. Тој беше првиот со патарините, така? Првиот, да. Каде што висок функционер од МВР инсистираше на 120 луѓе да бидат уапсени затоа што така рекол шефот. А обвинителката се бранеше и велеше не можам повеќе од 70 пошто немам судница и буквално испадна пазар, случајно налетав на таа ситуација каде што не беше прашање дали имало кривично дело, дали има докази, дали не. Темата беше колку луѓе ќе биде и колку ќе биде најголемата судница. На лице место тука се договараше дека у царина ќе се користи салата, бројот на лица колку што ќе биде. Значи, на нив им беше битен театарот. Никој не обраќаше внимание за доказите. Го имам споменато и пат ќе го кажам. Случајот Милка ги осудија луѓето за крумичарење на говеда кон Албанија, а во цела постапка не извадија ниту еден доказ од гранична линија, каде што на диво поминале. Ни снимка, ни да се види ни ништо, сите снимки се на територија на Република Македонија. Значи, за кој случај да отвориме тема, значи тие не се ни потрудиле да обезбедат материјални докази. Знаете ли зашто? Затоа што луѓето следење од МВР и онаму каде што имало сомнение, ги праќаа да не следат. Вас, мене, професорот, други, трети, каде сме и што правиме. И немале ресурси да си ги документира случаите онаму каде што треба и онаму каде што имало индиции дека нешто се случува. И на крај во целото тоа брзање, некој ја пишувала режијата, знаеш како е дело? Значи, си прават некоја режија, улога, ни треба за таа и таа улога, толку лица за тие и тие улоги, толку лица за тие, по случајен избор. Има 20-тројца кои што реално имаат сомнение дека направиле нешто и уште другите 10 ги лепат затоа што им требаат некои да ги пополнат улогите за самото сценарио кој што некој си во МВР седнал и го испишал онака сочно убаво за да му се додвори на шефот дека еве се прави нешто и да покажат пред јавноста сеење, односно да го постигнат ефектот на сеење на страв. Они свесно градеа режим преку сеење на страв. Од која категорија целна група на луѓе еве посочете ми не беа уапсени луѓе? Од сите. Буквално од сите. Значи и од самите суди, случајот ликвидација. Ги уапсеа луѓето, имате парадокс. Значи ги осудија луѓето дека декласифицирале, односно извадили идентитет на заштитен сведок во 2008 година, а човекот добива статус на заштитен сведок во 2010, после 2 години. Да, тоа е. Значи парадокс е со Томче Кежаровски. Да. Ќе мораме да направиме една кратка пауза, повторно за реклами и брзо се враќаме во студиото.